Пред да започнеме со нашата утринска тема и она кој што веќе го најавивме, се разбира, претходно излегуваме на терен и на лице место со нашата денешна тема за денешниот датум или денешниот ден, 27 јануари, меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Се одбележува секоја година на овој ден, денот кога во 1945 година е ослободен нацистичкиот логор Аушвиц-Биркенау. Тоа е ден за спомен на над 6 милиони еврејски жртви и други малцинства системски убиени од нацистичкиот режим во време на Втората светска војна. Еве како кратка најава за одбележување на денешниот ден, но се разбира за клучните факти на кои што постои како податок и малку повеќе и подетално во продолжение со Марија. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро, колеги, добро утро и до нашите гледачи кои што се со нас утринова. Во првото вклучување на лице место ќе говориме за денешниот ден, односно 27 јануари, меѓународниот ден на сеќавање на жртвите од Холокаустот, кој имено е воспоставен на 1 ноември во 2005 година од Генералното собрание на Обединетите нации во чест на евреите кои што биле убиени во Втората светска војна од страна на нацистичка Германија. Ово утро многу повеќе за овој ден за сеќавање на жртвите од Холокаустот и генерално како ќе се одбележи самиот меѓународен ден. Во продолжение слушаме од подпредседателката на еврејската заедница во Македонија, госпоѓа Радојка. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток напоменав нели дека денеска се одбележува овој меѓународен ден, па ќе прашам колку всушност овој датум е значаен за еврејската заедница во Македонија. 27 јануари, верувајте, за нас, членовите на еврејската заедница, овој ден е многу значаен, но пред се многу е тажен, исполнет со болка, со сеќавање, но и со почит кон жртвите на Холокаустот. Тоа е ден кога се сеќаваме на трагедијата, на најголемата трагедија во човештвото, што се случила на денешни простори, и тоа е ден кога треба да се потсетиме на последиците од омразата, дехуманизацијата и дискриминацијата. Многу е важно да се зборува за Холокаустот, и не само како една лекција од минатото, туку и предупредување за сегашноста и за еднината, бидејќи ако не се зборува, ако не се сеќаваме, тогаш може да дојде и да се повтори. Така е една голема благодарност до вашата редакција што го препознавте значението на овој ден и не посетивте денеска токму овдека на во меморијалниот центар на Холокаустот, музеот на Холокаустот. Сакам да напоменеме нешто и за самата болна и трагична историја која што има Македонија поврзана со депортацијата на македонските евреи во 1943 година. Колку овие спомени треба да се пренесуваат на идните генерации и да се задржи ова сеќавање? Дефинитивно треба да се пренесуваат на идните генерации, бидејќи ние, потомците на преживеаните од Холокаустот, сме многу малку. Така да ако ние не зборуваме, ако ние гласно не говориме за тоа, тогаш идните генерации нема да знаат воопшто што се случило на тој ден. Бидејќи тој ден 7144 македонски евреи беа депортирани во логорот на смртта Треблинка, од каде што никој не се врати. Затоа остануваме ние, потомците, да зборуваме гласно за тоа, за да не дојде повторно едно такво зло. Бидејќи, верувајте, говорот на омраза, дискриминацијата постои денеска во светот, но постои кај нас. За жал, постои кај нас. Антисемитизмот и текако постои не само во сите форми, дури на социјалните мрежи. Затоа сме ние тука, едноставно да информираме за вистината што се случила, верувајте дека образованието можеби е најголемото оружје против заборавот. Затоа треба да зборуваме гласно и едукацијата е многу важна за на младите генерации да им пренесуваме, па затоа еве еден апел до наставниците, јас сум воедно и професор, и наша морална обврска е да ги едуцираме младите, па една апел до сите наставници, доколку можат да барем еднаш годишно учениците да ги донесат еве токму овдека во меморијалниот центар, каде што ќе можат да ја разберат суштината на поимот Холокауст, бидејќи верувајте, многу малку имаме во наставните единици за поимот Холокауст, да не кажам само една лекција. Затоа е добро, еве ние бараме некои неформални начини, разговори, дискусии, да предизвикаме кај младите да има едно чувство на емпатија, на сочувство, на солидарност, да направиме млади луѓе кои што ќе
бидат со достоинство и кои што ќе можат и тие гласно да зборуваат против омразата и дискриминацијата. Како ќе се одбележи овој меѓународен ден денеска токму овде во Скопје? Генерално, дали може да ни дадат информации како се одбележува во светски рамки? Одбележувањето е најмногу во Министерството за надворешни работи, а и вие, како што рековте на самиот почеток, бидејќи Македонија е членка на Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот, така организацијата е на Министерството за надворешни работи заедно со нас и токму денеска во 10:30 часот таму ќе се одбележува овој ден со пригоден прием, говори и да се споменат жртвите, а ние во нашата еврејска заедница токму вечерва, еве овај повик и до гледачите, ако сакаат да повелат, ќе имаме настан за сеќавање, каде ќе имаме преживеан. Всушност тоа е снаата на една еврејка од Штип, последната преживеана еврејка од Штип Шела. Незината сна ќе дојде во нашата еврејска заедница и таа ќе раскажува приказната како го преживеала Холокаустот. Така да еве ова е една покана до сите ваши гледачи, но верувајте, ние како еврејска заедница не го чествуваме овој ден само денеска, туку ние имаме низа активности во текот на целата година, особено едукативни активности, за тинејџерите имаме многу активности, имаме нели добра соработка со владините институции, имаме поддршка од таму. Во овоја прилика ајте да им се заблагодарам и на Министерството за внатрешни работи, кој што е секогаш тука, кој што се грижи за безбедноста, бидејќи верувајте во ова време, не време, нивната поддршка е многу важна и голема благодарност до медиумите кои што вие гледате колку е важна нели овој датум и правилно информирате коректно за ваква сензитивна тема, бидејќи верувајте искривување на вестината во денешно време многу има и затоа е важна вие медиумите да сте некако ете на наша страна и искрено и правилно да ја кажувате вистината за тоа што се случило тука денеска. Доколку немате дополнителни пораки кои што сакате да ги упатите на гледачите, овде ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и што имавме можност да го одбележиме овој ден на ваков начин. Јас можда само би завршила со изјавата или реченицата напишана од Ели Визел, тој е преживеан од Холокаустот и е нобеловец, кој што вели дека спротивно на љубовта не е омразата, туку рамнодушноста. Затоа апелирам, еве и јас како професор и како член еврејската заедница, да градиме млади генерации кои што нема да бидат рамнодушни, кои што ќе имаат нели сила да говорат и да се спротивстават на омразата. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Сите информации се надевам дека беа добродојдени за нашите гледачи. Со овие информации ќе ве поздравим од тука. Се гледаме повторно за 1 час од сега со најава на концерт кој што ќе се одржи во Младинскиот културен центар во Скопје.